Станува јасно дека власта предводена од Заев, наместо статистичка, во пописот гледа политичка операција, која што е коалиционен договор и е надвор од стандардите на Европската Унија. Власта го политизира пописот по два основи. Прво, самите представници на власта почнаа со лицитирање на проценти, кој и колкав процент треба да биде за пописот да биде признаен или не признаен. И второ, власта видовме дека по директива на Заев ја одби и граѓанската иницијатива на ВМРО-ДПМН за собирање на потписи за поништување на овој неевропски закон за попис. Со тоа власта на Заев покажува дека се плашат од граѓански потписи, бидејќи Заев и неговите министри се многу свесни дека големото мнозинство на граѓани во Македонија се сомнева дека овој попис ќе биде политички фалсификат, наместо да биде веродостојна статистика. Воспротивно, ќе прифатеа граѓаните на регуларен начин, преку Министерството за правда, да ги соберат потписите за спротивставување на ваквиот закон. Но она што можам да го истакнам денес е дека ВМРО-ДПМН и покрај ваквите институционални пречки, ќе започне иницијативата на собирање на потписи од сите граѓани, една надпартиска иницијатива, каде што ќе може да се потпише секој оној граѓанин кој што се залага за фер, европски и веродостоен попис во Македонија и да се потпише секој граѓанин кој што е против ваков политички попис кој што води кон фалсификат. Дополнително, кога ќе дојде време за тоа, ќе ги соопштиме и пунктовите и местата каде што секој граѓанин ќе може да го даде својот потпис и тие потписи заедно со иницијативата на пратениците ќе значат една сериозна, легитимна, би рекол, операција, проект кој што ќе биде доставен до собранието со сериозна граѓанска тежина, преку која што ќе се утврди дека власта има сериозна опозиција кај самите граѓани кои што не веруваат на власта дека е спремна да спроведе статистички и европски попис. Тоа би било за темата попис и сега би одговорил на прашања кои што стигнале до нашата преслужба. Повелете. Има прашања тука во салата. Граѓански потписи. Да. Дали власта може да најде изговор во ова, пошто сепак не се преку градските единици на Министерството за правда или државните Да. и може да кажете дека тоа е нелегален и нелегитимен процес, иако вие може да сте собрале над 50.000 или повеќе гласови. Зошто инсистирате на тоа, зошто не идете по една легална процедура, нели, со на уставно нешто е сега официјално употреба, со оглед дека и вие, мислам дека рековте, припаѓате реалноста на државата, дека ќе ја смените доколку дојдете на власт, зошто не инсистирате на една легална процедура, со оглед дека може би оваа иницијатива ќе пропадне. Да. Сваќам. Прво би сакал да кажам дека изговорите на власта за некако формален пропуст на иницијативата се правно неосновани, бидејќи важна е содржината на иницијативата. Содржината на иницијативата е да се соберат потписи на граѓани кои што се против попис кој што значи политички фалсификат. Се е друго само изговор. Затоа ВМРО-ДПМН ова иницијатива ќе ја проложи на два начини. Еден начин, легален начин на предлагање на закон преку пратеници и легитимен начин на подкрепување на тој закон преку многу потписи од граѓани кои што се носители на суверенитетот во државата. И сметам дека законодавниот дом, како представнички дом на граѓаните, нема да има право да одбие било кој потпис на граѓанин кој што ќе дојде во поддршка на закон за европски попис. Повелете.
за вонеден конгрес објави дека собрале потписи од делегати за конгрес на 28 март. Како ја коментирате оваа информација и како ќе биде одговорот на партијата? Дали доколку се одржи раководството ќе ги прифати одлуките на тој конгрес е прашање пристигнато од редакцијата на Канал 5, а потоа има уште едно прашање. Добро. По однос на иницијативата за вонреден конгрес на група на луѓе кои што подолго време имаат одредена дистанца од политичката партија ВМРО-ДПМН, нашиот коментар е следен. Ова иницијатива не е статутарна, ниту е правна, ова е политичка иницијатива на група на луѓе кои што имаат за цел да му помогнат на Заев, да му фрлат гума за спасување и да го одвлечат вниманието. Во моменти кога државата е хибриден режим, најкорумпирана држава во Европа, 0 вакцини, 3000 жртви, 55.000 нови невработени и многу затворени фирми, оваа иницијативна група се обидува тоа да го релативизира и Заев, кој што во моментов во самото собрание е на стаклени нозе со своето мнозинство, да може да ја дефокусира јавноста, да се занимава со спорени теми во опозицијата. Затоа сакам да напоменам дека ваквата иницијатива правно гледано е нестатутарна, политички гледано е координирана со Заев, на кого што му е очајно потребен дефокус од лошите политики, чија што цена ја плаќаат граѓаните со овој економски и здравствен колапс. На крајот од краиштата, бидејќи и самиот месец март е најавен од самите иницијатори, би било добро овие иницијатори, заедно со Заев, кој што најави исто така конгрес на СДСМ, да одржат сплотени со Заев еден заеднички конгрес. Ако веќе одработуваат за Заев, нека биде тоа на еден економичен начин, на исто место и со иста цел. И само да додадам исто дополнително за ова иницијатива, тоа би сакал да кажам, во ВМРО-ДПМН воопшто не сме изненадени од ваквиот чекор. Овој чекор веќе беше најавуван, долго време политички е координиран со Заев, но истиот сметаме дека статутарно е неоснован, а политички може до одредена мерка да му послужи на Заев, но нема да го спаси од реалните проблеми на корупција и хибриден режим во кој што ја доведе државата. Милошевски пристигнаа прашања и поврзани лично со вас, како едно барање за реакција по пресконференцијата одржана вчера, но и ден претходно, за ваш наводен случај во Германија. Би сакал уште еднаш да го повторам она што кажав денес. Значи, СДСМ е партија која што во својата основна дејност изминативе 7 години прави афери преку фалсификување. Фалсификување на пасоши, фалсификување на вистината за Смилковско езеро, фалсификување за смртта на Никола Младенов, на малата Тамара, фалсификување на датумот за ЕУ и на таков начин се обидува да се спаси себе си или да деградира опозициони критичари. Во тој контекст само ќе напоменам уште еднаш дека ваквите спинови, ваквото дефокусирање и ваквите дезинформации само докажуваат дека СДСМ останува на својата основна дејност преку фалсификувани дезинформации да ја замајува јавноста за да избегне од реалните теми, дискусија за хибриден режим, корупција и голема невработеност. Во тој контекст сметам дека се навистина големи мајстори, но за жал цената ја плаќаат граѓаните преку силната економска криза.